Хаосот со личните документи што ги снајде граѓаните удри по туристичкиот сектор. 20% од пролетните аранжмани се веќе откажани, а намалени се уплатите за предстојната летна сезона, бидејќи граѓаните не знаат дали дотогаш ќе имаат валидни пасоши. Алфа праша неколку туристички агенции. Дел од нив се жалат дека работата им трпи, а за сега прават пресметки колку пари ќе загубат поради тоа што се уште е неизвестна рефундацијата на веќе резервираните и уплатените авиобилети и аранжмани. Собственичката на агенцијата Go Travel, Силвана Јовановска, појаснува дека веќе проблемите почнале да се појавуваат, а штета трпат не само агенциите, туку и граѓаните. Ако претходно оделе добро сите тие европски дестинации, сега навистина се бориме да ги добиеме патниците и оние кои што плаќаат се веќе со резерва затоа што знаат дека не се сигурни дали пасошот ќе им стигне или не. Сега веќе се соочуваме и со откази, покрај тоа што досега беше веќе намален интересот за самите аранжмани. Така што овој проблем навистина многу не засега сите од секторот туризам. Освен што нема уплати за летната сезона, аранжманите се откажуваат за 8 март, Великден, 1 мај. Јовановска вели дека прават напори уплатените резервации кои што ќе пропаднат да не се одразат по џебот на граѓаните. Многу е неблагодарно ние да ги пеналиме граѓаните, иако тоа е логиката на нештата, се обидуваме да најдеме некое заедничко решение дали да се прифрлат средствата за некое наредно патување што е повторно на наша штета, пак ќе кажам, ние парите сме ги дале. Ова е нешто слично како во ковидот. Не слично, туку потполно исто на некој начин ќе му дојде. Само што сега е хаос, не се знае кој каде може да оди или не може да оди, лични карти примаат, не примаат. Во короната барем знаевме дека тоа е тоа. Од друга туристичка агенција која инсистираше на анонимност, вела дека трпат огромни загуби поради неажурноста на државата. Непополнувањето на бројката на групите значи и плаќање на пенали. Агенциите имаат проблеми со бродските компании и реномираните хотели, кои не враќаат пари на веќе договорени патувања. Оттаму објаснуваат дека дури и дел од оние кои имаат нов пасош би можеле да извисат, зашто се приморани да откажуваат цели аранжмани доколку не успеат да го пополнат минималниот број на патници.